Струшките педиатри на работна издржливост. Дневно низ раце им поминуваат преку 100 дечиња од Струга, Ресен, Дебар и Охрид, каде една година не работи одделот за детски болести и нема хоспитализации. Господа ни е напомош со детското оделение во Струга. Секој ден се повеќе пациенти, а се помалку лекари. Ова веќе не се издржува. Го молиме премиерот, министерот за здравство и директорите на општите болници во Струга и Охрид да се најде решение. Струшкиот педијатар Вулнет Бектеши се огласи на социјалните мрежи и предизвика лавина реакции и кај родителите и кај колегите доктори. Дека ние стварно работата с големен обем на работа, нон-стоп сме на работа, значи 5 души сме горе на детско, држиме цело детско оделение и неонатолошкиот оддел, меѓутоа тоа е тоа. Да значи до денешен ден одговорно тврдам дека ни едно дете што е упатено на наше оделение не е вратено. Нажалост, и без упат, и во секое време, значи се примаат децата, се прегледуваат. Поп Филипче, кој на крајот од 2021 убедуваше дека доктори од Скопје ќе ротирале се додека не се најдело трајно решение, и актуелниот Беким Сали, откако е седнат во министерската фотелја, 3 пати поред им го вети истото и ги извиси. Дека педиатри нема. Тоа е актуелно во нашава држава. Тука се согласувам. Меѓутоа тоа не е проблем сега од овој момент, тоа е проблем уназад, да речам 10 години, кога не се мислеше да се пушта соодветни кадри за специализација. Не може двајца педиатри се во Охрид да држат нон-стоп дежурства. И ние ги сваќам. Значи 24 сати секој втор ден да држиш дежурство, тоа е неиздржливо, кој сака да е. Последното ветување кое докторите го добиле е дека наводно после нова година на Охридското детско оделение ќе ротирале 2-3 доктори од другите градови во наднеследноста со цел да се надминал притисокот во струшката педиатрија. Сите изгинавме, сите до еден и нема да биде подобро. Бидејќи знам како е во амбулантите, можам да замислам како е кај вас со болни деца и плюс дежурства. Неиздржлива стана побарувачката на здравствени услуги и во поголемите градови, а не пак таму каде што обслужувате огромен регион. И покрај редиците до надворешната врата, секогаш сме примени. Ова се само дел од коментарите на докторите и родителите кои може да се прочитаат на социјалните мрежи.